Почитувани гледачи, добро вечер, уште едно издание на емисијата Виспорт на програмата на канал Вис, во кој што вниманието го фокусираме на спортот во југоистокот и она што како спортски настани се одржува во овој дел на државата. Се разбира, првенствените настапи на фудбалерите продолжуваат и понатаму. Во исчекување сме на продолжетокот на ракометната Суперлига, каде што настапуваат тимовите на Страјон и Радовиш, а во ова издание интервјуи со Горан Попов, фудбалскиот интернационалец. Простор ќе отстапиме и за националното првенство во триатлон, што се одржа во водите, односно во туристичкиот Дојран, каде што спортска дисциплина зема се поголем замав. Учесниците, односно спортистите, се надпреваруваат во 3 дисциплини, севкупно, тргнувајќи од пливање, велосипедизам и трчање. Ова е накусо за како вовет во ова издание на емисијата Виспорт на програмата на канал Вис. Пред да продолжиме за она што се случуваше вчера, односно завчера во Дојран, накусо дека фудбалерите на Беласица и Академија Пандев претрпеа нови порази во рамките на 6-то првенствено коло. Пандевци на гостувањето кај Шкендија со 2-1, 2-0 пак претрпеа пораз фудбалерите на Беласица на свој терен. Со новите порази, двата струмишки прволигаши се на дното од прволигашката табела, меѓу кои струмишка Беласица без ниту еден освоен бод. Кога сме кај ракометот, пораз на ракометарите на Младосот Богданци од Пелистер, надпревар во рамките на 3-то првенствено коло, што се однесува до суперлигашкото ракометно надпреварување заради појава на позитивни од COVID-19 кај тимот на КЛ7 во дуелот со Радовиш и од Радовиш новите двајца позитивни, односно првите двајца позитивни. Првенството во групата А од суперлигашкото ракометно надпреварување е прекинато, така што и овде немаме резултати, а во исчекување сме и на стартот на одбојкарските првенства. Сега за она што беше актуелно во Дојран, се одржа по 6 години пауза во Дојран, се одржа националното првенство во триатлон во организација на Федерацијата триатлонска на Македонија и општина Дојран. Шампионат подпомогнат од Агенцијата за млади спорт и Македонскиот олимписки комитет. Игор Димовски е човекот кој што ја понесе наградата за најдобар или севкупен победник во сениорска конкуренција, но накусо ќе информирам и за останатите резултати. Во кадетска конкуренција жени Ева Здравева и Олја Орани беа најдобрите, во машка конкуренција кадети Андреј Караскаковски, во јуниорите Магдалена Станковска во женска конкуренција прва, кај мажите Димитар Јовановски. Во сениорска конкуренција Александра Танасовска е прва во сениорската конкуренција, додека кај мажите Игор Димовски и Стојан Попов, кај рекреативките Емилија Пајковска, кај рекреативците Виктор Апостоловски, а во конкуренцијата или на овој национален шампионат во триатлон имаше и деца, родени 2008-2011, Јована Каленикова е прва, Бобан Јовановски Јаневски е втор, односно во машка конкуренција станува збор за деца родени 2009-та, додека пак за деца родени 2012-та Калина Ѓорѓиевска и Ведран Ивановиќ ги освоија првите места на ова триатлон национален шампионат. Колешката Сузана Мицева беше во Дојран на овој спортски настан, кој што по пауза од 6 години се одржуваше во ова туристичко место, уште еднаш подсетување на релативно атрактивна спортска дисциплина во нашава земја, се уште во почетен стадиум, иако оваа спортска дисциплина потекнува во 1993 година, но заради комплексноста на овој спорт, барајќи услови и за пливање, и за велосипедизам, и за трчање, многу малку клубови во нашава земја се занимаваат со триатлон. Во продолжение, колешката Сузана Мицева со нејзини соговорници за и околу националниот шампионат, за и околу триатлон како спортот и што значеше сето тоа што се организираше во Дојран. Господине Кузмановски,
Се сеќавате на првите триатлон трки во Македонија и како се дојде до идеја за организирање една ваква дисциплина овде? Јас лично, гледајќи телевизија на Олимписките игри, бидејќи тогаш беше и воведен скоро триатлон на Олимписката програма, дојдов до идеја зошто да не направиме триатлон спорти во Македонија. Мислам на две олимпијади само беше прошол во програмата триатлонот. Ги запишав дистанците и веднаш смислив да земам 5 пливачи, 5 велосипедисти и 5 атлетичари и со нив да направам промотивен триатлон на езерото Треска крај Скопје, 1993 година. Тогаш на тој триатлон беше победник ни помалку ни повеќе денешниот шампион на Македонија Игор Тимовски, оној човек што го преплива Ла Манш. Значи, Игор Тимовски од 93 година прв шампион неофицијален на Македонија и денеска официјален шампион на Македонија во сениорска конкуренција. Кои беа предизвиците овие 27 години во организирање на триатлон Македонија? Видите, во една прилика нашиот најдобар триатлонец Стојан Поповски ми рече во еден разговор: Чичко Ѓоко, вика, кога дојдов ја, вика, ти со срп во Мавро коприви сечеше и со проштење ги чистеше од кравите, од тревата ливадата, за да ни направиш патека. И сега дојдовме до ситуација да правиме балканијади. Иначе, првата балканијада во Македонија е организирана баш на ова место, на оваа патека, во 2006 година. Да, во минатата година, претходната година имаме балканијада во Охрид и минатата година Европски куп. Значи, ние сме веќе триатлон нација во Европа. На голема врата влегуваме во програмите на Европската асоциација. Така да, во разговор пред малку со градоначалникот на Дојран, тој рече, ако има можност, не викам, кажите по-конкретно, ако вие бидете пак градоначалник, што сакате, сакам, вика, бар балканијада. И ја имате. За 2 години, викам, ја ви ветувам со контактите и врските што ги имаме со балканските земји. За 2 години, односно за 3 години, можеме балканијада поново да направиме во Дојран, бидејќи ова место тоа го заслужија. Најмалку балканијада. Кои условите Дојран за организирање на балканијада па и на триатлон? Може дури и за Европски куп. Значи, условите се овие сега што ги има. Тоа се ова поставка што сега може да ја забележите со вашата камера, тоа е поставеноста на балкански шампионат по сите прописи на Европската триатлон асоциација. Значи, услови има. Водата е прекрасна, сега е прекрасна, езерото е полно, водата е чиста, патот за возење е добар и во правецот до граница, бидејќи онај пат на балканијадата, првата балканијада 2006 се возеше до граница и назад, кругови натака навака, сега уште подобро проширивме до Нов Дојран. Значи, услови за вода има за пливање, за втората дисциплина велосипед има одлични и за трчање уште подобри по новиот кеј. Значи, услови има. Расте ли бројот на заинтересирани кои што сакаат да учествуваат, бидејќи гледам стотина надпреварувачи има барем во сениорската конкуренција? Иако ова е може би релативно ќе кажам, али и официјално најтежок спорт, бидејќи се состои од 3, тешки се и дуатлоните планински што се организираат по цел ден и цела ноќ што се трча, али ова е една од најтешките спортски дисциплини. Иако е тоа така, за радост на нас, ја би рекол и на нацијата, што има млади луѓе што доваѓаат и сакаат да се занимаваат со тежок спорт. Значи, услови имаме, наплив на млади имаме, едни од подобрите триатлонци главно ни доваѓаат од пливачкиот спорт, бидејќи пливањето во триатлонот е најтешката дисциплина, првата дисциплина. Така да имаме, ние почнаме со 15 надпреварувачи на 93 година и потоа бројот се движеше, дојдовме до некои 25-30, некои десетина година, 35-40 максимум имавме. Последниве 10 години веќе бројот секоја година се зголемува. Денеска е еден од најмасовните надпревари што сме ги имале. Има преку 80 надпреварувачи. Така. Што за вас значи ова како основач на триатлон Македонија? Како вие го доживувате целиот овој раст на... Ова е големо задоволство за мене. Јас сум сега почесен председател на Триатлон Федерацијата. Учествувам во организацијата само како припомош, негде ако затреба, се појавувам, викаат да помогнам.
И мене не ми е ни испод чест, ни страм да застанам и со знаменце и да зауставам коли и да помогнам на преварачите и ако падне некој така натаму. Ова е големо задоволство за мене што гледам како триатлонот што ја го основав од 93 година, од година во година тој напредува. Ви благодарам многу и уште многу успешни. Ви благодарам и на вас и да кажам само без седмата сила, без вас што не пратите, не може да биде ова што е. Бидејќи популаризацијата на спортот се прави преку медиуми. Господине Михайловски, после 6 години повторно Триатлон Федерација организира еден ваков настан во Дојран. Може ли да ми кажете пред се околу организацијата на денешниот триатлон, колку учесници имаме? Гледаме дека има голем број на луѓе овде. Како помина досега и дали Дојран нуди добри услови за една ваква дисциплина да се? Да, најпрво да напоменам дека собравме сила, храброст и знаење пред се од соработката и протоколите на Светската и Европската триатлон федерација, која што ни даде напаствие како можеме во време на COVID-19 да организираме ваков надпревар. Ние ги пратевме сите протоколи, како што можете да видите на надпреварот имаме 83 надпреварувачи во сите категории, нели? Сега следуваат најмалата категорија на дечиња, на голема поддршка и соработка страна на општина Дојран, градоначалникот Ангов, кој што ни овозможи да го организираме овој надпревар. Голема благодарност и до полицијата, која што безкомпромисно си ја изведе својата работа. Нашиот тим поддржан од страна на Агенцијата за млади и спорт и Олимпискиот комитет, кој што застана под овој настан, нели финансиран како спортисти, спортски работници, не можеме да нели организираме еден ваков надпревар. Дојран ветува многу. Ние уште 2005 организиравме Балканско првенство и Европски куп и посебно ни е драго што повторно се враќаме тука на ова место. Езерото е прекрасно, значи исто така луѓето кои што се тука најдовме големо разбирање и веруваме дека понатаму низ годините што следуваат ќе организираме исто така големи надпревари. Може би порано во сезоната, затоа што Дојран дозволува, нели, да речеме месец мај, така да имаме една голема, како да кажем, значи, можност да организираме надпревар, кој што ќе биде и од светски и европски ниво. Господин Ангов, по подолг период од неколку години, повторно Триатлон Федерација организира триатлон во Дојран. Голема раздвиженост, интересно, што општината го поддржува овој триатлон и дали сте расположени за вакви дисциплини во овој град? Да, мене ми е навистина чест што после 6 години триатлонот се враќа во Дојран, во општина Дојран. Тоа беше по иницијатива на федерацијата, која што заеднички успеавме да договориме, организацијски ги поставивме работите, значи општина Дојран не е организатор, меѓутоа е поддржувач на триатлонот, со одредени секоја чест на организаторите, федерацијата, затоа што навистина на професионален начин го одржава овој триатлон. Ова беше на некој начин како проба, веќе имаме повеќе разговори во кои што сакаме да организираме, да дојдеме и до Балканско првенство, па се надеваме дека секи биде во најдобар ред и ќе успееме да организираме едно Балканско првенство кое што ќе привлече огромен број и на посетители и на луѓе кои што го сакаат триатлонот. Нашата цел како општина е секако да ги поддржуваме ваквите настани, да им даваме логистичка поддршка, оноку колку што можеме. Јас мислам дека се презадоволни организаторите од нашето учество и од нашата помош која што успеавме да потпомогнеме. Така што се надевам дека оваа традиција ќе продолжи и понатаму. Погледате ли Дојран како една од точките на мапата на туристички и спортски дестинации? Да, го гледаме, зошто да не. Дојран посебно за триатлонот ги исполнува условите, затоа што има доста патеки, простор каде да се одржува, а и ова е активност која што се одржува после летната сезона, така што е дополнителна активност која што влече дополнителен број на туристи, така што сите си имаме своји бенефити од оваа организација и организаторите и ние како локална самоуправа, тоа и секако и целта. Така што се надевам дека ќе организираме освен триатлон и други поголеми организации. Секако дека ние како општина ќе го поддржуваме сето тоа и ќе го помагаме.
А сега, она интервју кој што го најавивме, беше дел од емисијата 15 минути со македонскиот поранешен фудбалски репрезентативец и интернационалец Горан Попов. Го преземаме во емисијата Виспорт за да слушнеме зашто конкретно жали во својата кариера, каде му беше најдобро, сега се занимава со агент за трансфери на млади фудбалери, од каде се повеќе заработува и така натаму. Во наредните минути интервјуто со Горан Попов. Се наоѓаме во домот на фудбалскиот интернационалец, поранешен, Горан Попов во Струмица, по родом од Сушица. Човек кој што остави огромен белег на македонската фудбалска сцена, но и на европската, би рекол, со оглед дека има зад себе огромно искуство. 15 минути со Горан Попов, приватно, службено, како сака. Горане, благодарност што не примивте во вашиот дом. Ретко си во Струмица со оглед тоа што можам да ве пратам на социјалните мрежи. Што прави Горан Попов во моментот? Ви благодарам што дојдовте денес кај мене. Па најдобро за мене е секогаш кога ќе ми дојдат луѓе во мојот дом да снимиме овде, затоа што ретко излегувам во град, тоа го знаат и луѓе кои што овде живеат. Повеќе се движам до село, назад. Моментално сега имав обврски до пред некое време кај што се занимавам со агенција од Австрија, лично и моја агенција сега отворив пред кратко време. Тоа ми е сега професија. Фудбалска кариера пред година и скоро година и пол завршив, така да доволно беше од кариерата. Сега моментално работам како фудбалски агент. Завршив некои трансфери сега последниот месец дена. Тоа е за мене голема работа која што ја направив за кратко време. И тоа е тоа за сега, понатаму ќе видиме како ќе тече таа работа, така да слободен сум, обврски немам, пензионер. Добро, поинтересно е да се биде на терен или сега кога имаш една агенција која што се занимава со трансфер на фудбалери? Па кога играш фудбал, додека си на терен и додека си професионален фудбалер, си фокусиран за таа работа. Али после тоа кога заврши кариера, искрено да ви кажам дека јас додека играв фудбал, никогаш фудбал не гледав на телевизија. Никогаш не гледав фудбал. Едино другари кои ќе се собереме вака да ме викнат да гледаме некое финале, Лига Европа, Лига Шампиони, си фокусиран на таа работа и гледаш да направиш нешто подобро за тебе, за твојата фамилија, да направиш кариера како што направив јас. Така да сега моментално од кога завршив, топка немам чепнато до ден денес. Фудбал не сум играл. Како го поминува еден обичен ден, еве, ако се исклучат оние работни обврски за трансфер, што прави Горан Попов кога денеска денот му е слободен? Па е вака, значи сабајле стануваме, тоа ни е стандард, затоа што деца моментално сега због коронавирусот имаат онлайн, учат школа на видеокамери. Значи стануваме сабајле, деца се будат, тие си терат своја работа, големи се веќе, керка ми 12,5 години, син ми е 9,5. Станувам, со жена ми заедно пиеме кафе, 2 сати кулираме, пиеме кафе, после тоа во базен, малку се бањам, одмарам, ручек се спрема, сабајле нешто доручек ситно вака, после тоа попладне или сабајле рано ако станам, нормално станувам јас во 6, или сабајле ќе одам да возам од 6 до 9 точек, кај што кружам секогаш, имаме различни рути, кои што имаме екипи овде од Струмица, 5-6 кои што возиме точек, и тоа ми е занимација и тоа ми исполнува моментално сега. Во тој филм сум влезен со моите пријатели и другари кои што ги имам од Струмица. Ако не сабајле, тогаш тоа го правам попладне. Све зависи сабајле кога ќе станеме, дали имаме група која што може тоа да го правиме. Инаку вака сум слободен цело време, додека имав работа, сега веќе и се завршија тие трансфери кои што требаше се завршат, кои имав обврски со некои играчи. Така да сега сум слободен и секој дневно обврскава ми е таа и нормално пензионерски може да се го планираш денот како сакаш ти сам. Велиш пензионерски, дали во тие пензионерски, да кажем, во наводници денови, имаш време да скокнеш до Сушица? И дали нешто се уште те влече таму, Сушица? Значи, искрено овие неколку месеци сега, прв пат сум овде 4 месеци у Струмица. Во Струмица сум прв пат овие 4 месеци због коронавирусот, дека децата не почна на време со школа. Инаку вака по 2 месеци сум летно време овде, повеќе сум овде и во Грчка, дека таму одиме стално на море, имаме и таму имот. Така да
4 месеци сум овде, од овие 4 месеци прв пат толку време да седам во Струмица и почесто да одам у село. Значи сум бил сигурно преку 15 пати сега у село, каде што и последен пат, веќе 15 години си планирам, си ставам у глава, тргнав некни со моторот, тргнав да одам за село и ми текна дека со точици кога вртиме од Ново село враќајќи се еднаш по планина, отидовме, па преку Ново село се враќавме, видов дека се пофалија таму градоначалникот, али не е тоа точно све, како што луѓето знаат. Јас го испитав и видов дека до Барбарово село, Барбарово кај што е горе во планина, 8 км од Ново село, кажа дека имат направено асфалт и тргнав со моторот од Струмица за село, па продолжи право до Ново село, отидов горе у село. Се качува по камења, по ридови, видов дека има само 3 км колку е над Ново село направен асфалтен пат, а нагоре све е песок. И прв пат после 15-20 години обеќам цело време, дали со трактор, дали со конј, со нешто да одам. Јас со моторот се качив горе и се сликав, се снимав и дури и бев у куќева кај што живееле мојата баба, на мајка ми мајка и моите вујковци. Мајка ми била таму до 4-5 години, не се сеќава многу добро и отидов да се сликам и да снимам, отидов баш и до тоа село кога никогаш не сум бил. Неодамна те видовме како приготвуваш ајвар. Знае ли нешто да готви Горан Попов? Сите викаат дека сум бил таму само за слика. Значи јас ајварот го мешав едно 40 минути сад време, али рецептот е на мајка ми, на жена ми, на мајка, на татко, тие секоја година тоа го прават. Јас бев само да помогнам и кажав дека сакам да направам моја година ајвар за себе, за мојата фамилија. Тоа го направивме. Све е веќе спакувано, вакуумирано и се носи за Скопје. Здраве Боже, недела одам за Скопје, деца почињаат понеделник со школа. И за приготвување знам, затоа што дома јас работи кои што ги јадам, си ги готвам јас сам. Тие работи јас што ги јадам, деца и жената не ги јадат, така да жена ми готви за децата и за нејзи, а јас си правам за мене, си приготвувам месо, да не претерам, али секој втор ден може и секој ден јадам месо. Сепак мора да признаеме дека Васка, сопругата ваша, постојано беше со вас кога бевте по таа интернационална кариера. Ако сега ве прашам, каде беше најдобро и за кое место најмногу жалиш? Попов. Па искрено не жалам за ниедно место, не жалам затоа што тие места нормално додека играш фудбал во твојата кариера, јас во моја лична кариера таму кај што сум играл, секој се враќам пак таму. Значи сега имав момент после 8 години, 7,5 години помина откако не сум бил у Киев. Значи у Киев јас поминав, кариерата ми беше таму супер, играв во Динамо Киев, еден клуб великан кој што е на ниво заедно со Шахтер Донецк. Тие се два великани кои што се борат за титула секоја година. Помина 7,5 години за тоа што не сум отишол таму затоа што имав оврски, играв овде во Вардар. Пред година и пол завршив кариера. Сега излезе момент кај што со Марио Младеновски, играчот кој што го потпиша во Данска пред некоја недела, може да кажем и пред месец дена веќе помина. Отидов у Киев, не се договоривме таму тоа што требаше, што беше обеќено за нас и не завршиме работа. Мене ќе ми беше чест, али еве, отидов у Киев, се видов пак со луѓе, бев у клубот таму. Не жалам за ниеден клуб да бидам таму или да работам нешто таму, затоа што знам дека кога имаш можности, можеш да одиш кога сакаш. И јас заедно и со мојата фамилија да одиме таму и да го видиме и градот и со луѓе во кои што сум бил. Исто во Холандија сум бил 2-3 пати од кога завршив кариера, од кога завршив со клубот од 2010 година па до 2020, последните 10 години сум бил може 3-4 пати у Холандија. Се надевам сега дека има во септември, ако се одржи тоа, дека ќе се игра против легендите на, тоа треба да биде 27 септември сега, дали ќе се одржи, ми пиша пред некој ден, легендите кои што се бивши репрезентативци на Холандија ќе играат против нас, сите играчи кои што завршија кариера и кои што се уште играат, кога јас бев таму, кога освоивме 2009 година купот на Холандија, за прв пат во историја на Херемен. Истата таа екипа со исти тренери се повикуваат сите, ќе играме против Ван Нистерлой, Джио Ван Бронкост, против легендите кои што се сега во пензија, а играле за репрезентација на Холандија. И тоа ќе биде за мене исто, јас и кажав, и луѓето таму ќе организираат како проштална од својата кариера. Попов, жалиш ли за оној гест во Вест Бром кога плукна? Волкер? Да. Па не. Јас мислам дека ниеден до сега играч македонец не плукнал у Премиер лига. Така да јас сум првиот и тоа ми е ништо страшно не е тоа. Дали се сега не се жалам, каеш? Не се каем, не. Тоа ме знаат, еве, изјавив пред дали беше пред 20 дена или месец дена. Отидов да прошетам малку со мојата фамилија во Милано. Бев во Милано 6 дена. После таму заминав кај брат ми у Швајцарија во Цирих да го видам исто на 4 дена. Значи бев во Милано, а тогаш баш беше
опроштална утакмица за Пирло. Да. И таму беше и Шевченко, беше и познати играчи, така да случајно во Гучи шопот внатре кога бевме со жена ми да купуваме некои работи да гледаме. Во Гучи влегуваме внатре, таму беше и Лампард, така да му се представив јас лично само да се поздравам со него, се сликавме заедно и му кажа дека сум играл премиер лига. Од кај си, кога ме праша, му кажа во Македонија, вика ти си тој 100%, вика што го плукна Волкер. Ме препозна човекот. Така да не е нешто за тоа што луѓе во Македонија знаат дека јас сум плукнал, па после тоа не сум останал и не сум играл заради тоа у Англија. Али тоа беше 2014 година во месец декември. Декември кога бев избран за играч на месец за ВБА. И после тоа во мај заврши првенство, значи после плукањето јас изиграв уште 4 утакмици. Следна година ме зема пак на позајмица уште година дена, потпишав, значи ти ако си плукнал и ако си оставил лош печаток, никој нема те зема ти продолжи уште година дена во Вест Бромвич договор. Али после тоа втората година не играв многу, изиграв само 4-5 утакмици затоа што тие луѓе кои што ме зема, тие луѓе заминаа после 4 утакмици. И се промени. Де факто дека имаш богата интернационална кариера во големи клубови. Но ако те прашам отворено, ќе бидеш ли искрен, кој е подобар фудбалер, Горан или Роберт Попов? Роберт Попов, дефинитивно. Па тоа е нормално, тоа дојдете сега у село кај мене и татко ми и мајка ми да ги прашате, тие знаат 100%. Али секогаш е така, знаеш, првото дете кога ќе почне прв да игра фудбал, а после тоа ти после 2-3 години те пуштаат ти да играш и обеќаш нешто што не е реално, како што јас што обеќав. Ја гледавте, мислам дека документарецот во Холандија што го снима овде во Македонија 6 дена беа луѓе, 55 минути трае. Дека мајка ми и сама таа изјави дека каже, вика, ој уште мал на 10-12 години каже дека еден ден ќе заигра премиер лига. Ние се смеевме сите дома. Али бев упорен, за жал мојот брат имаше многу повреди и јас имав нормално 3 операции, али моите беа менискус, не беше опасно како он што имаше лигаменти 2-3 пати. И тоа е за разлика од мене 2 класи подобар фудбалер, но друг карактер. Значи јас и брат ми сме немои земја, тоа го знаат сите и македонската јавност го знаат и луѓе кои што живеат и во Струмици и надвор. Контактирате со Роберт? Стално, често контактираме и на таа тема збориме кога ќе седнеме со луѓе кои што разбираат фудбал, кога ќе седнеме да разговараме, знаат дека јас сум пооткачен карактер, може да кажем, тоа го знаат сите. И во кој смисол, Горане, знаеме дека си темпераментен, но во кој смисол пооткачен? Па документарецот сам си кажува тој што го снима дека е позитив бед бој. Значи позитивен лош човек, така? Значи има луѓе кои што се позитивно лоши луѓе, а има луѓе кои што се негативно лоши луѓе, тоа е многу лошо. Така да јас до сега во мојата кариера или со луѓе кои што контактирам, ако ми сгрешил некој, да, може да го откачам одма. Али човек кој што сгрешил па и се извинил, може да прифатам све. Али ако ми сгреши некој, ми нагази на жуль, тогаш е завршен за мене во животот, како што има некои луѓе, не сакам да ги именувам, бивши мои колеги и другари кои што сум ги имал порано. Али тоа е тако сум јас карактер, не опростувам некои работи кога некој ќе ми сгреши многу, а да сум откачен, како што викаш ти, откачен сум бил откачен и во секој клуб кај што сум направил некоја работа, позитивно лоша работа. Кај што во Холандија ме застанувало, ме брка полиција, кај што се случило, сум плукнал Волкер, у Шкендија ги нареков навијачите и играчи индијанци, не знам дека тоа за нив лош збор, ги крстив, па после нашите навијачи ставија дека јас сум ги крстил, сега песни пеат за мене секогаш, на секој утакмица. Тие се некои позитивни лоши работи кои што мене ми значат во мојата кариера и кои што сум оставил впечаток во било кој клуб кај сум играл. Не се занимаваш веќе со фудбал, имаш своја агенција. Ако те прашам од сегашна дистанца, имаш ли некоја неостварена желба кога беше професионален играч? Па знаеш што, не да желба ми желба ми беше на пример да изиграм премиер лига. И јас кажав и на мајка ми кога бев мал исто и кажав, викам ќе изиграм премиер лига и после ќе се вратам таму кај што сум почнал. Значи јас изиграв премиер лига 2 години и се вратив во Македонија пак. Таму кај што почнав да играм фудбал. Не во Беласица, али еве може едина желба ми било, али не може због коленава стварно. И обеќав на луѓето овде во Беласица дека кога ќе влезат во прва лига и тоа се случи пред 2 години, дека ќе изиграм една сезона во Беласица. Може би било добро за градот, за мене, али лично јас бев кај докторот кој што ме правеше операција во Систина и тој самиот ми кажа дека доколку продолжам да играм, може само да направам штета да бидам инвалид за цел живот, затоа што десното колено ми е 3 пати операција правено и не успеа тоа да се случи. Може некоја мала желба ми е тоа, која што би требало да ја направам, а друга желба не сум имал за тоа што ми беше желба премиер лига да заиграм. Али
Месец декември кога ме избра за играч на месец декември за ВБА, тогаш и татко ми ги гледаше тие утакмици кај што со Норвич и со Весхем ме избра за играч на утакмици една по друга. На колото, мислам така, И играч на коло една по друга беа тие две утакмици. И татко ми тогаш за прв пат у моја кариера ми каже дека сега сум феноменален играч и дека може да завршам ако вака продолжам во Челси или Манчестер. Татко ти тоа. Прв пат тоа ми го кажу кариера. Досега кај да сум играл ми вика можеш уште, не е тоа. Секогаш така ми кажуваше од почеток и мене и на брат ми. Го споменавме Роберт, а сега уште едно прашање поврзано со Роберт. Секогаш велиш дека фамилијата го претендираше Роберт, но имаше некако пехови пред се здравствени. Кога се собирате, кој е најоној чест муабет меѓу тебе, татко ти, брат ти, мајка ти? Зашто се расправате? Па тоа е истиот муабет, значи кога и да седнеме ние ако почнеме да збориме за околу нас да има и други луѓе, тогаш ќе почнеме да збориме за фудбал. Тако е за фудбал врзано, тогаш ќе кажат брат ти беше за тебе многу подобар играч. Јас не се бунам и тоа го кажувам како било. Значи тоа беше затоа што тој порано почел мене да игра фудбал и тој веќе на 19-20 години, на 21 година беше зрел играч кој што можеше да игра дури у премиер лига. Тоа го знаат и цела македонска јавност. Али има други работи кои што може да се чепнеме, посебно кога ќе седнеме јас, татко ми, брат ми и пријатели наши кои ќе се напиеме по некое пиво. Тогаш да, и фудбалот е, али тогаш има циркузи, се збори и за фамилии, нема врегање овде нормално, али све е шега и немаме некоја тема која што често ја збориме. Почесто е таа тема која што фудбалски ја збориме дека брат ми, и тоа мене ми е жал нормално дека брат ми не успее повеќе од мене, затоа што знаев јас дека он има капацитет да успее 3 пати повеќе да направи подобар кариера од мојата што ја направив јас. Се вратиме сега на денешницата. Агент, односно агенција имате, правите трансфери. Имаме ли потенцијал за таа работа? Еве, се врзавте со Австрија, но во секој случај има ли дечки кои што може да се разработи тој пазар? Значи во Македонија квалитетни деца има, посебно кога ги гледам јас U27 репрезентација, гледам дека веќе во млада репрезентација, таа што ја викаме ние во U27 веќе има играчи кои што играат во први екипи, во Кипар, во добри лиги, кај што се, и неколку играчи кои што ја гледав сега последна утакмица што ја игра против Шпанија, и некои играчи кои што се во македонска лига. Така да потенцијал има. Тие играчи веќе се излезени и некои што се овде, тие играчи веќе треба да бидат изградени како играчи, затоа што млад играч кој ќе кажеш во Европа или во странство, тој играч веќе млад, да се рачуна млад, ако е талент добар, треба да биде 17-18 години. Не може да биде 21-22. Како што се лажиме овде, дали во Академија Пандев, дали во Беласци имаме топ талент, колку години е? 24 веќе, 25. Тоа е веќе касно, тој играч може да го даеш во Кипар, во Турција, во лиги кај што може некој да платат обештување по 100, 200, 300 илјади. Така да играчи се градат, има неколку играчи, јас ги гледам во Академија Пандев кои што се млади, 2-3 играчи, има по 17 години. И треба тие играчи да се ставаат веќе да играат, а не да седат на клупа па да гледат како постареви играат. Значи треба тие играчи да играат. Јас, мене би ми било моја желба, например, доколку преземам некој клуб некогаш во Македонија и бидам некоја функција, имам таму како спортски директор или како председател, заменик председател, било што и да е, не се знае никога што ќе биде понатаму. Моја желба е кај да одам да играат млади играчи. Значи битно е млади играчи и тренерот да му даеш време, на тренерот да му даеш време за тој тренер да добие самоупознање и играчите да добијат самоупознање и да му оставиш време, а не изгуби една-две утакмици да го избркаш. Значи треба тренерот сам да ги става тие играчи, исто и председателот, заедно со тренерот да бидат у комуникација за младите играчи да играат прва македонска лига за да можат веќе на 18-19 години да ги продаваат надвор и да земат проценти од следни трансфери. А играчи има квалитетни многу има, јас што сум гледал на пример дали во Беласица, дали во Академија Панде, дали во Скопје во Вардар. Вие може да видите сега дека Вардар изгуби може милион и пол играчи што се отидоа како слободни играчи, не зема лиценца за Европа. Тие играчи кои што замина сега, јас мислам дека се 8 или 10 во последниве 6 месеци, од тие играчи може да земат најмалку милион и 200. Македонија ќе се пласира ли на европско? Па да се надеваме, мене ми е желба, дај Боже да се пласира, зашто јас додека играв за репрезентација, тоа не успеавме, имавме добра репрезентација. Тогаш имавме топ одбрана, напад не многу добар и средна линија, а сега све е супер, само одбраната гледам дека не е баш како што треба, по мое. Значи може и не сум управо, али тие што го разбираат фудбалот и го знаат тоа и го гледаат тоа. Така да имаме сега со
Потешко ќе биде Косово или Косово мислам дека ќе биде потешко затоа што Косово имаат квалитетни играчи и тие се мислам дека спремни и психички и физички ако се изигра значи квалитетно со Косово играчи, ако не потврдлат затоа што наша фудбалска репрезентација сега моментално репрезентација на Македонија гледав утакмици, може и вие гледате 100%, каде што кога играме против добра репрезентација, ако ние паднеме 5 минути не притиснат, готови сме. Деконцентрација и играчи паѓаат психички, тоа не знам зошто, дали така тренираат во своите клубови или не се спремни психички да некој кога ги нападне тие да знаат да се вратат па да нападнеме и ние. Со многу репрезентации каде што сме играли гледам дека паѓаат многу доколку те притисне некоја репрезентација што е поквалитетно од нас. Али да се надевам дека ние тоа контра ќе го направиме со Косово и дај Боже да влезат. Јас си посакувам на сите фудбалери и на цела фудбалска федерација на Македонија затоа што јас сум бил дел од нив и посакувам многу успех и дај Боже тоа да го направиме па сите заедно да гледаме да уживаме во европско првенство. Според Попов, кој е подобар, Беласица или Академија Пандев? Академија Пандев, моментално. Академија Пандев моментално затоа што гледав 2-3 пријателски утакмици, добро, тоа беа пријателски утакмици, али можеш пак да видиш факти кои што се реални. Значи јас ги гледав и Беласица и Академија Пандев, без да ми се лути некој, дали бил Пинда, дали бил Горан Пандев. Има пропусти во Академија Пандев, кај што гледам луѓе што работат, нормално, не е нигде идеално, никаде не е идеално, али моментално сега во овој момент како што може да видиме ние, и пак Академија Пандев извадија некои играчи кои што отидоа, дали во Турција, дали Дориев сега во Шкендија, пак има некои играчи кои што отидоа, али од времето на Таковски, Бог да го прости, тога што извади тој 7-8 играчи кои што заминавме од Беласица, сега моментално јас последниве 5 години не сум видел играч да замени да земат некој обештетување и од продажба некој денар за во касата на Беласица, така да мислам дека Академија се моментално е подобра и поквалитетна. Ги спомна онаа плејада генерација, квалитетна, златна, се гледаш со Балдо Валиев, со Дени Масев, Пандев, се да не ги набројувам останатите. Се гледате или комуницирате, се дружите? Со Горан Пандев комуницирам сега последниве 6 месеци, имавме некоја последните години дено може да кажам, имавме некои разговори за играчи кои што се интересираа некои клубови, разговаравме. Не се спогодивме у таа цена која што он бараше нормално, али тоа е и праведно. Доколку некои клубови кои што сум комуницирала веќе претседателите се бунаат и се лутаат одма зашто мали суми носам, не знам што, и донесувам мали суми, али тоа е нивна работа. Тие се луѓе со плитки мозоци, така да не се замараме јас многу со тие работи. Она генерација. Со останатите, со Балдо Валиев некогаш се гледам, со Сашко Пандев се видов пред месец дена, кај него бевме у ресторан, гледавме фудбал заедно. Така да со Балдо Валиев од време на време се гледам, со Сашко Пандев се гледам, брат ми нормално кога доаѓа или јас кога одам на гости, со Горан Пандев се неам видено сега скоро време затоа што он беше овде, па јас бев во Киев, па после од Данска отидов, нема време да се видам, мислам дека и се уште е тука, зашто он имаат сега долга пауза од серија А. Така да не сум се видел, јас сум недела сега одам за Скопје, ќе гледам утре утакмица Беласица, има таму некои играчи кои што треба да се гледат. Ќе гледам таа утакмица против Шкендија и во недела заминувам за Скопје. Од другиве играчи кои што порано сум играл, јас таа генерација златна што викате, вие знаете дека јас играв само 6 месеци во Беласица, затоа што после тоа Таковски ме даде во АЕК, па таму отидов од Звезда и почнав да градам своја кариера. А тие играчи кои што беа пред да почнеме јас во прва екипа, тие веќе замина и се продадоа во странство. Така. Сушица, Струмица или Скопје? Тоа е тешко прашање. И трите, али секој си има своја предност. Секој си има своја убавина. Од Сушица кога ќе одам таму сум опуштен, може да викам на цел глас, ќе одам у двор, правам некои работи кои сум ги правил као дете и тоа ми исполнува. Може да одам позади у градина да си соберам пиперки, да си соберам нешто па да си испржам дома, домашни јајца, да одам у колиба кај баба ми, да влезам да зеам, да направам нешто да сготвам или жена ми да ми направи или мајка ми. Тоа ми е предност и тоа ми е убавини кои што ги има у село. Овде у Струмица кога ќе дојдам различно ми е затоа што овде имам базен, може да пливам, овде имам све како што може и овде да се види, у куќава сум направил за мој мерак, за спорт, билиарди, пикада, значи све имам овде, караоки, кога сакам пеам. А Скопје си имам своја предност затоа што па таму кога ќе одам живеам у комплекс кај што има 56 луѓе, 56 фамилии
И во тој комплекс имаме езеро, имаме тениски игралиште, таму играм тенис со бившиот репрезентативец Стевица Ристич, он живее исто таму во тој комплекс. Играме тенис и исто омилена работа како што сега ми е велосипедот, што возам. Имаме големо огромно езеро во самиот комплекс кај што пецаме риби со Ристич заедно. Во секое место си имам свој спорт, кај што не ми е досадно никогаш. Освен позитивно лош, како би се оценил Горан Попов самиот? Позитивно лош како би се оценил? Освен позитивно лош би се оценил И на едчија, другар, голем, не знам. голем пријател, со добри луѓе голем пријател. Тие што ме ценат, ги ценам и јас многу. Тие што знаат да ми помогнат со нешто ситно, јас знам да ги наградам со нешто многу. И за крај, колку финансиски тежи Горан Попов? Па, не сум сметал, искрено да ви кажам, тоа е не сум сметал лично да ви кажам, али може да ви кажам тоа е Во милиони? па во милиони, ајде прилика кажеме дека е 4-5 милиони, прилика сега, значи имот само во Струмица, зашто знаете ви, јас сум дете од село и од кога почнав својата кариера од 2008 година у Холандија, веќе кога почнав да собирам пари. Од Холандија е овде наспроти имам куќа кај што ми се подкирија цела куќа. Значи, од тогаш кога почнав од 2008 година па до ден денес може само у Струмица сум оставил имот 2,5 милиони. Најскап трансфер? Најскап Трансфер бил до сега милион годишно, кај што бев у Динамо Киев. Така да све што сме трошили и све што има сега и све што е вложено, може да кажам дека отприлика е негде околу 5-6 милиони. А како агент, дали би направил таков трансфер или целеш на нешто повисоко? Па еве до сега никој не ме прашал на телевизија такво нешто, али јас сум жена и сум ми кажал, значи јас сум имал своја желба, своја цел кога сум почнал да градам кариера. А сега кога завршив, јас си кажав неизе дека едина работа која ќе ми исполнува, може ќе дојдат и други работи, али едина работа која што ми исполнува еве убав трансфер сега направи во Данска со Марио Младеновски, каде што не сакам да споминјам суми кај што луѓето те поштуваат и тебе и играчот. Сум почнал, јас сум задоволен од таа работа и на жена ми го кажав тоа. Тоа ќе го работам лето и зима, може да одам на припреми, може да пратам играчи да гледам утакмици, не е напорна работа, него све у контакти, имам контакти на секаде. И кажав дека доколку се фокусирам на таа работа, може да направам повеќе од својата кариера што сум направил пари. Почитувани, тоа беше новото издание на емисијата Ви спорт. Пријатно.